Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Драги гледачи, добро дојдовте во новото издание на Геополитичка призма и овој пат со нас е нашиот ценет ководител, политичар од редовите на ВМРО ДПМНЕ, страствен русофил и славјанофил, господин Зоран Јовановски. Добре дојде и веднаш ќе започнеме со едно прашање. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе направиме одлична содржинска емисија. Ќе се потрудиме. Моето прашање е во кој свет ние живееме денеска? Ќе мора малце да го конкретизирате прашањето. Дали ова свет на хибридни војни, гледаме Блискиот Исток, Украина, од секогаш бил светот свет на хибридни и прокси војни. Ова не е ништо ново. Што ќе им оставиме на младите генерации? Па се надевам дека нема да биде пустош. Достоевски вели убавината ќе го спаси светот, светот е убав. Јас не верувам во некои црни и мрачни сценарија за уништување на светот. Значи не верувате во оние информации што велат дека американците се залагаат за превентивни удари, па ако овие прокси војни не идат во нивна корист, а гледаме го зголемуваат влогот, дека би влогот има своја горна граница. Нема да бидат спремни американците и британците да се само уништат со русите. И кога велиме британците и американците, мислиме не на британскиот и американскиот народ, туку мислиме на оние неоколни елити кои од длабоката држава. Така, меѓутоа генерално, значи англосаксонскиот свет си гледа конкурентност во словенскиот свет, каде што главен стожер е Русија, и не се свиѓа на англосаксонскиот свет да биде Русија јака и горда и голема и влијателна, како што лека по лека Русија низ годините станува, особено во овие изминати 24 години, откако си ја фати Путин во рака Русија и откако и направи ренесанса и лека по лека ја крева се погоре и погоре и од економски аспект, и од воен аспект, и од секаков аспект. Па Русија, може се каже, во овие стотина години доживува два пада. Еден пат со она што се случуваше со династијата Романови, а вториот пат драстичен е она Русија со Јелцин. Па добро, се сложувам, меѓутоа падот со династијата Романови беше нужен затоа што паѓаше царизмот како концепт во Европа. Точно. И последен цар во Европа што падна беше рускиот цар. Пред тоа падна практично сите кралства и се менуваше Европа во насока да бидат парламентарни републики, со тоа што сепак кралевите задржаа некаква улога повеќе или помалку протоколарна. Така да тој пат беше неопходен на Русија, а и овој вториот пат во времето на Горбачов и Јелцин беше неопходен, затоа што ние словените, како подобри по душа во однос на англосаксонците, одбравме еден општествен систем кој што се вика социјализам, кој што е далеку похуман систем од капитализмот. Тоа беше систем каде што беше образовниот систем комплетно бесплатен, каде што беше здравствениот систем комплетно бесплатен. И моралните вредности беа. И моралните вредности, и љубовта помеѓу луѓето, помеѓу семејството, помеѓу роднините, помеѓу пријателите, солидарноста, сите зимаа плати, тие плати стигнуваа и да завршиш се, и куќа да градиш, и деца да растеш, и да школуваш. Меѓутоа, здравствениот образовниот систем беа бесплатни. Сега капитализам и гледаме тој концептот на Фукујама и гледаме какви идеи ќе оставиме на младите генерации. Да, но капитализмот може би дојде нужно затоа што се покаже дека социјализмот не е одржлив на долг рок, затоа што човечкото суштество има во себе многу и себични аспекти, многу и зло
ете да речеме овој концепт кој што е далеку похуман во однос на капитализмот не успеа и пропадна. А пропадна во целиот словенски свет, значи социјализам беше и во Полска, и во Чешка, и во Словачка, и во целиот СССР. Нека транзиција. И кај нас овде на Балканот, кај јужните Словени, и сите генерално го доживеавме тој слом и пад, а тоа го доживеа и Русија, која што падјајќи мораше да направи многу геополитички отстапки во однос на Западот, каде што отстапуваше и сега веќе нема каде да отстапува. Не може да отстапи од Белорусија и од Украина. Тоа се источнословенски земји, православни земји, кирилични земји, кои што говорат словенски јазик. До вчерашни украинците беа мало руси, до завчерашни руси. Едноставно Русија отстапуваше и рече толку е, доста е. И сега... Да, и во тој контекст е и денешна емисија, да видиме што се случува во руско-украинските односи, на војното поле, зошто дојде до тоа, како ќе се развива. Но пред да ја почнеме нашата емисија, едни кратки информации за нашите ценните гледачи, што се случува генерално на глобално ниво. Укрофашистите нападна во градот Каспийск во Дагестан, така што тоа е Руска автономна република Дагестан, каде што властите одлучија да го затворат аеродромот за сообраќај. Во Сирија после неколку години офанзива на сириската регуларна армија на Башар ел Асад, председателот на Сирија, бунтовниците, терористите, поддржани од Турција и од хегемонот, и од Катар. И од Катар секако. Повторно направија офанзива во делот на Алепо и таму се водат интензивни на линиите на конфликтот се водат интензивни воени судари и ќе го следиме и во наредниот период ова жариште. Бунтовниците од Хаја Тахрир ел Шам, начело со Мустафа Абдул Џабер, поддржани со беспилотни летела Байрактар на Турција, купени или донирани од Турција, извршија напад врз Алепо. Они контролираат неколку четврти, значи градски квартови во Алепо и ја зазедоа и касарната, војната база на регуларната сириска армија, но во раните утрински часови, вчера, денес и овие наредни денови се очекува руските воени сили поддржани со авиација да и поддржани со регуларната сириска армија да извршат контраудар. Понатака војната бригада Ел Касам на Хамас продолжува, иако имаме примери во Либан помеѓу Хезболах и IDF, тоа се вооружените сили на Израел. Хамас делува во Газа и тука примерие нема. Страдаат цивили, страдаат недложни граѓани на двете страни, како во Израел, во Северен Израел, така и во Газа. А при тоа интересно да се каже дека во Јужен Либан вооружените сили на Израел, IDF, најдоа одредени лаборатории користени од Радван, специјалните сили на Хезболах, каде што се најдени одредени хемиски супстанции и низа маски и опрема, и се поставува прашањето дали се работело на одредени хемиски воени орудија. И последно, кога веќе отвараме темата за Русија, Украина, специјалната војна операција, како што нарекуваат русите, или им окупација од, ако ги прашате властите во Киев, имаме... Само еден прекин. Америка кога ја нападна Србија, тие не го викаат тоа инвазија. Тие го велеа специјална војна операција. А србите си ја вика инвазија, окупација и така. Значи тоа се прашање на наративи. Се извинувам што се сложам, точно. Од позиција на сила. Зависи кој тоа го тумачи и кој тоа го говори. И од позиција на сила. Како му чини, како му одговара, односно од позиција на сила све е дозволено, се прекршува меѓународното право, а страдаат секогаш малите.
Имаме некои информации како вовед во денешнава тема. Вели вака, луѓето во рускиот град Одеса, во рускиот град се мисли на историски гледано, тоа е било дел од руската империја, сега е во Украина, и таму руските граѓани после сето она што им се случуваше теророт од укрофашистите, они се одлучуваат на илегални активности и за некое време кога русите ќе таргетираат и Одеса. Во Чернигов овие илегалци, че тоа се граѓани на Украина, но со руска свест, што доживуваат како руси, они го вршат диверзии, така да е запален електротрансформатор со кој се напојува системот на противвоздушната одбрана на оружените украински сили во тој дел. И како последица на тоа 24 часа ПВО системот на украинските оружени сили беше во употреба. Харковските партизани ги координираат летовите на руските ракети во координација со и во комуникација со операторите од руска страна, со цел да се навлезе подлабоко во оној Харковски дел, кој што е реално освен на почетокот 2022 остана речиси не чепнат во овие 2 години. И последна информација, во Кировград е спалена железничка инфраструктура, каде што битна таа затоа што украинските оружени сили имаат користено за доток на своја воена опрема од нивните народбодавачи, односно она што е западна техника. Така, да кажеме дека овие новости се од 1 декември 2024 година, затоа што оваа емисија ќе биде на YouTube, може би некој ќе ја гледа за 3 месеци од сега. За година дена од сега да знаат кога се одвива ова и кога сме ги правеле ние овие анализи. И дека се овие анализи во реално време и се секојаш тази информација. Што вие имате да кажете за наративот украинска офанзива или украинска авантура со упадот во Курск, Пријанск, Белгород, тоа се области погранични, но во териториите на Руската Федерација? Па тоа беше класична стратешка грешка на украинците. Едноставно, ја тоа би го нарекол како катастрофална грешка. Ако се сеќавате, претходниот началник на генерал штабот на украинската војска Залужни во огромна мера не се согласуваше со политиките на Зеленски и затоа беше практично сменет и сега тргнат во Британија да биде амбасадор. Мене ова повише ми мириса како масло на стратегијата на Зеленски и неговите комедијанти од видеопродукцијата кои што се сега во власта. Знаеме дека Зеленски свиреше на клавир со пенис пред публика во универзална сала. Знаеме дека има направено неколку видеоспотови каде што или се облекува како жена или игра како жена, значи некоја украинска верзија на Боки 13, или имаше во еден спот заедно со група од 30 на луѓе трчаа голи во супермаркет и тоа беше финта, беше кул. И таков начин на размислување, такво циркузанско однесување доведува до вакви околности. Сега дадов еден мал шлагворд пред да преидам на главново. Например, Украина нападна, замислете, на туѓа територија во Курска област, а имаше можност да се брани. И тоа ги искористи своите, можеби најдобри резерви од воените сили. И дел од воените сили кои што имаат искуство, кои што беа повлечени од Донбаск, за да влезе во оваа офанзива. Ајде да не избега најглавното. Значи, Украина сите овие 1000 и кусур денови на војна, односно до оваа авантура во Курск, многу успешно се бранеше
по целата линија на фронтот, а особено таму каде што е најбитно, во Донецка област. И тамо, Украина во Донецка област од 2014 година, па се до почеток на војната 23 февруари 24 февруари 2022 година, Украина многу сериозно се спремаше за оваа војна и за целото тоа време беше подпомогната од НАТО. Значи, се вкупуваа, направија мноштво на линии на одбрана на северот од Донецка област, односно на северот од тогашната Донецка Народна република, таа беше само 1/3 од Донецка област, и Украина, значи, правеше 3 главни линии на одбрана со повеќе подлинии на одбрана, значи правеше подземни бетонско армирани фортификации, цели возови ги вкопуваше под земја 2-3 метра под земја и ги преливаше со армиран бетон. Значи се спремаше за руската војна, инвазија практично, и прилично добро опонираше пред да ја направи оваа авантура во Курск, со тоа што авантура ја направи затоа што ги редуцираше своите сили од Донецка област, од Харковска област, од Запорошка област и од целата линија на фронтот и ги изложи на непотребен ризик и на огромни војни загуби во Курска област, затоа што во Курска област ти не си под земја, туку си над земја и напаѓаш. Ти не се браниш, туку одиш и напаѓаш. Немаш таа луксузна позиција како во Донецка област, ем си вкопан, ем е пред тебе минирано, па русите не може да дојдат до тебе од самите мини, независно од русите што имаат моćни средства како бомбите ФАП-500, ФАП-1500, ФАП-3000, сите оние ракетни системи, смарт, урагани, така натака, оние што се залпов оган, односно повеќе цевни ракетни системи, не говорам за овие хиперзвучните кои што гледаме заиграа во последно време. И украинците наместо вкопани и пред нив минирано да ја држат позицијата и да се надеваат дека ќе дојдат некои околности каде што Русија сама ќе се откаже, Украина направи стратешка грешка, ги изредуцира силите, како што рековте вие, еден дел од самите најелитни сили ги прати во смрт на Курска област и украинците, како што нападнаа во Курска област на 6 август 2024 година, од тогаш па навака имаат асиметрично многу повеќе жртви во Курска област него било каде по линијата на фронтот за сите овие 3 години на војна, скоро 3 години на војна. Значи направи една будалаштина, една стратешка грешка. А таа будалаштина ги кошташе, велат на новите информации, 35% од таа освоена територија во Курск, нападите и во Пријански и во Белгород, таа територија 30% е изгубена. Значи русите ја повратија. Само да завршам. И значи целиот тој губиток на украинците кој што почна да тргнува од август месец па навака, резултираше сега во тек на ноември месец, каде што Украина во тек на ноември месец изгуби преку 45 места, населени места во Донецка област или утврдени позиции и едноставно линијата на фронтот им се руши во Донецка област, а срушена линија на фронт може да значи и крај на војната, затоа што ако една војска пробие на линијата на фронтот, тоа може да значи дека понатамо друг отпор ќе нема и териториите ќе паѓаат сами од себе. Да, еве информациите говорат дека до пролетоска русите контролираат 20 до 22% од истокот на Украина. Тоа се нели Југоистокот на Украина. Југоистокот, значи пред се Луганск, Донецк, до некаде и Херсон и Запорожје. Значи 20 до 22%. 70-80% од Херсон и Запорожје. Но велам 20 до 22% од руска територија.
од украинската територија која контролира русите. Со тоа сега што фронтот се урушува, украинците оваа авантура скапо ги чини, веќе 35% од привремено освоената територија во Курск, што е област во Руската Федерација, ја губат. Губат еднородни количини на техника и на неквалитетен воен персонал кој имаше воено искуство овие 2 години војување против Русија. Украина е во тенденција да им се уруши фронтот и да изгубат до некаде инаугурацијата на староновиот председател на Соединетите американски држави Доналд Трамп, 47-миот председател на САД, да изгубат севкупно 30 до 35% од својата територија. Тоа е третина. 33 до 35%, значи третина од својата територија ќе биде изгубена, а тоа е, ќе заслужите и тоа како предност во некои идни преговори. И фронтот се урушува, природната граница е реката Днепар, а од таа страна на Днепар, во близина на Киев, во контекст на приближувајќи се кон Киев, е само плодна земја. Тука нема можност за фортификација. Значи, реално, оваа авантура ги чинеше територија, људство, значи православен народ и изгубена воена техника, дадена од западниот свет, но тоа не е подарена. Таа техника е купена, тие кредити мора да се вратат, ако не може да се вратат, се знае најплодната земја и најголемите воени и индустријски комбинати во Украина ќе припаднат на BlackRock и на останати големи играчи под плаштот на Видите, најпрво да посочиме на гледачите кои што се неупатени кога слушаат Украина нападнала во Русија во Курска област. Ајде да кажеме што е Курска област. Курска област е административна област во Русија, погранична. Од два на границата со Украина, која што е со големина од 29.000 квадратни километри. Нешто поголемо од Македонија. Нешто поголемо од Македонија. 10% поголемо од Македонија. А украинците освоија само 1/30 од таа територија. 1/30. И губат. Која што вие велите дека ја изгубиле сега 35%. Значи тоа се минорни територии и будалаштина беше толку војска да ти изгине. Јас сега неќам да спекулирам со бројки колку украински војници загинаа, затоа што сум свесен дека информациите кои што се лиферуваат и од руска страна и од украинска страна се пропагандни, меѓутоа тоа е и нормално. Кога во услови на војна пропагандата е нормална работа и дозволена работа. Ако е дозволено со ракети да го гаѓаш противникот, тогаш зошто па и со лаги да не го гаѓаш противникот, од аспект на тоа колку противникот губи, а колку ти победуваш. Значи, меѓутоа е неспорно и западни извори говорат дека катастрофално се загубите на украинците во Курска област и дека тоа е голема глупост. И тогаш, особено кога беше нападот, јас тогаш дадов повеќе шанса, слушајќи западни аналитичари, значи од Британија, од Америка, и тие се чудеа зошто, и од Хрватска N1 телевизијата, класично прозападна, класично антируска, се чудеа буквално која е целта, која е поентата на ова, што Украина сака да постигне со ова. Тие најверојатно со памет на Зеленски намераваат да продрат во Курска област, да ја освојат нуклеарната централа во Курска област, па евентуално да ја трампаат за Запорожката. За Запорожката. Меѓутоа ете, значи правиш класична глупост и добиваш резултат, оној резултат што го добија во Донецка област, да им паднаа 45 населени места, им падна градот Селидово. Еве гледаме Торец и Курахово се пред пат, гледаме дека се ми 6 пред 10 дена кажа, вика, ако се продолжи со овој интензитет на
на губиток, многу е веројатно урушување на целиот фронт. А ако се сруши фронтот, тогаш ќе биде леле мајко, тогаш нема кој да ја запре руската војска. Председателот Доналд Трамп, староновиот председател, неговата инаугурација е 20 јануар 2025 и веќе најави дека со неговиот тим, советници и новата администрација во Белата куќа, во Овалната соба, ќе работи на замрзнување на конфликтот, односно демаркациона линија со која што ќе се овозможи мировни преговори и мировни сили да од западниот свет да дојдат во источните делови на Украина, односно ослободените територии кои што ги нарекуваат русите. Потправилот на Кремљ изјави дека господин Песков изјави дека не доаѓа во обзир да се преговара за новоосвоените територии, дека се што е освоено во овие 2 години, тоа е завршена работа и дека единствено што може да се преговара е за статусот на не нуклеарна сила на Украина, и Путин тоа го кажа дека се што е до сега освоено, секој квадратен сантиметар нема да биде предмет на разговори, тоа си е веќе составен дел од Руската Федерација. Руската Федерација веќе уште пред 2 години ги препои сите овие 4 новоосвоени области, Донецка административна област, Луганска административна област, Херсонска и Запорожка, значи ги припои на претходно одржаните референдуми во овие области и тоа ги припои во полн обем како што си беа по административната поделба во Украина, што значи дека и оние делови кои што се уште не се освоени, околу 30% на Донецка област, и тие се составен дел од Руската Федерација, што значи и градовите Краматорски, Славјанск, Купјанск. Така, Константиновка, Друшковка, тој патен правец, Краматорск, Славјанск, исто така и деловите од Запорожка област кои што не се освоени, вклучително и градот Запорожје, вклучително и деловите и од Херсонска област, вклучително и главниот град Херсон, кој што мене лично не ми се допаѓа, затоа што Херсон е од таа страна на Днепар, можеби е подобро природна граница да биде самата река Днепар. Го има освоено, па се повлекува пред украинската офанзива. Контраофанзива. Драги гледачи, по кратка пауза ќе продолжиме со втората тема, а тоа е специјалната воена операција, односно нашиот ководител има ексклузивни информации, он е доволно упатен во случувањата на оваа војна, несреќна војна помеѓу два православни народа, и останете со нас. Драги гледачи, добро дојдовте назад со втората тема, таа е специјална воена операција. Господин Јовановски, што имате да ни кажете, зошто дојде до незе, зошто мораше да дојде до незе, дали можеше да се избегне и што се случува тековно? Па очигледно не можеше да се избегне. Ако можеше да се избегне, досега ќе беше избегната. Најдоа русите, украинците, заедно со нормандиската група која што беше вклучена во преговорите и во договорите Минск 1 и 2 од 2014 и 2015 година. И со тие договори беше решено и договорено да Украина не може да биде дел од НАТО и не може да се претвори со тоа во антирусија, затоа што Украина од секогаш припаѓа на така наречениот руски свет. Украина беше некогаш Русија во времето на Киевска Русија, тоа е од втора половина на 9 век па до тамо 13 век, 500 години беше Украина, се викаше Киевска Русија државата и главен град беше Киев. Потоа во времето на царска Русија исто така од 13 преми беше Московија, па царска императорска Русија, па се до формирањето на СССР. Тоа беше, се нарекуваше Мало Русија, така имаше одредена посебност во однос на русите, и во 1922 година беше за прв пат оснивана Украинската социјалистичка република. Таа држава ја нарекува Украина, републиката ја нарекува Украина,
затоа што на руски Украј значи на крај, значи нешто што е на крај на рускиот народ, и народот тамо си знаеше дека републиката се вика Украина и тие по некој автоматизам почнаа да се викаат украинци, заборавија дека претходно беа мала Руси, а пред тоа беа Руси. И едноставно со падот на социјализмот, со пенетрација на политичкиот запад, односно на НАТО пактот на исток, Русија постојано им отстапуваше. Најпрво беше договорено да отстапи само од Источна Германија и само Источна Германија ќе стане дел од НАТО и толку. Потоа, после Источна Германија почнаа да паѓаат мноштво држави од Источниот блок, падна државите од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, значи од Балканот, падна Бугарија. Чехословачката република. Така, значи целиот источен блок, цела Варшавски Источна пакт. Европа, едноставно, како што рече и самиот папа, вика, кучето почна да лае на руската граница. Така да претера Америка, претера НАТО, воопшто не ја почитуваа Русија како сила, а Русија со сломот што им се случи во 90-тите години и со оној пред се економски слом, а ако паднеш економски, паднеш секако, и со тогашните власти, најпрво Горбачов, потоа Елцин, кои што беа прозападни ориентирани, кои што форсираа наратив нашите западни партнери, и тоа Западот, Вашингтон и Брисел вешто го користеа за пенетрација на исток, и едноставно дојде ножот до коска, дојде до Украина, и ако Русија дозволеше да Украина падне под НАТО, прашањето ден ќе беше само кога и Белорусија ќе паднеше под НАТО, и Грузија и Ерменија, а потоа за некои си 30 и 50 години, а тоа се вика стратешко размислување, за тоа се задолжени и службите на државата, и самата наука на државата и универзитетите, да. И самата власт, и самата, мора да имаш ти национална стратегија, самата руска национална стратегија препознаваше нивно, долгорочно стратешко уништување, доколку дозволеа да НАТО пактот се повеќе и повеќе се шири и се доближува до нивната граница, а особено во делот на источнословенските православни држави кои што говорат многу сличен јазик на рускиот, тоа е практично еден дијалект на рускиот јазик, како што и сите јазици словенски воопшто се само своевидна дијалектна форма од еден ист јазик, и како се рекло, ако направиш држава, така се формира и јазикот. Пред да постоела државата, немало толку јазици, например во времето на царизмот во Европа, имаше само 4-5 царства и тогаш немаше 52 нации како сега, туку тогаш имаше само царства. Во западниот свет, колку што е крив, толку се криви и оние либерални елити во Кремљ, кои што заговараа нешто слично како што се заговара овде кај нас, еден е патот, една е ЕУ, еден е НАТО и ништо друго. Дури имаше една изјава на Владимир Владимирович Путин 2000 година, кога он го прашува председателот на САД, Соединените американски држави, Бил Клинтон, кога ние ќе влеземе во, значи како Руска Федерација, во НАТО? Па и самиот Путин има изјавувано НАТО, па чему нет? НАТО, зошто да не? Значи, и Русија некогаш имаше расположение. Пета колона либерални елити, кои што, освен длабокиот новчаник, ништо друго не ги интересираше. И ова што ни се случува е резултати на тоа. Видете вака, НАТО, каде што ќе биде и Русија членка, е невозможна мисија. А потоа и партнерите на Русија, тоа се земјите членки на БРИКС, тоа е веќе формирано. И тоа се нарекува Организација на Обединети нации. И тоа беше најфер. И
Така требаше светот да функционира, каде што во Организацијата на Обединетите нации од една страна сите земји членки се рамноправни, од друга страна Советот на безбедност е главен, затоа што тука лежи главната реална воена сила во светот, која што денеска се измени, И затоа што од 5 земји членки на Совет на безбедност, членки се Франција и Англија, а не е членка Индија, не е членка Бразил. Значи, настанати се нови околности. Точно. Не заслужува повеќе Франција и Британија да биде во тој клуб 5. и се наруши правилото на почитување на меѓународното право како основа на повелбата на Обединетите нации, и на тоа се иде на rule-based relations во дипломатијата, значи поставени правила, а правилата се знае, ги поставуваат најаките. Епа Значи, тоа е, сила Бога не моли. Америка начека да од 1991 година да контратежава се сруши, да Русија не можеше да опонира, и затоа Америка во последниве 40 години има инициирано 14 војни и скоро сите од овие војни се без согласност на Совет за безбедност. Значи, од позитивно правен аспект, од официјално правен аспект, од аспект на меѓународното јавно право, тоа се нелегални војни. Точно. Кои што, например, имаше едно гостување сега негде пред 20 дена на поранешниот генерален секретар Јен Столтерберг во една холандска емисија, и водителот многу убаво го затече, му вели затоа што Јен Столтерберг и НАТО пактот правеа наратив, треба да ги зајакнеме силите затоа што Кина ни е закана. И водителот му вели колку војни направи Кина во изминативе 40 години. Или Русија, колку војни Или направи во Русија. И се и Столтерберг почна да тука да се петља едноставно, и водителот му вели само една. А колку војни направи САД? 14. Потоа му вели водителот, колку војни бази има Кина надвор од нејзината А колку Соединените американски А држави? колку Соединетите американски држави? Соединетите американски држави имаат преку 750 војни бази 1400. 1400 војни бази. во околу 80 држави. Да. А Кина има само во една држава ван надвор од нејзините територии. И исто така и Русија, освен ова што е во Имаат Сирија. во Латикија, во Сирија, на Медитеранот, имаат договори за соработка како и Руската федерација, така и Народна република Кина со земји од африканскиот континент, но тоа се билатерални договори. Додека американските неокони, јастреби, они прават проблеми и потоа нудат решение, квази решение, а со тоа најмногу губат малите играчи, а они добиваат, како што споменавте вие, 1400 бази во 80 земји и униполарен свет. БРИКС плюс, вели, доста е за тој униполарен свет, имаме две опции. Она што го залага Владимир Владимирович Путин за мултиполарен свет, и заменик премиерот на Народна република Кина, млад перспективен политичар, кој што, како и вие, се надам дека и во контекстот на мала дигресија, дека вашите ставови ќе продрат во Белата палата, односно штабот на ВМРО-ДПМН, и дека ќе се чуе, ќе се оформи една ново ткиво. Треба да се чуе пред се мнозинската волја на членството на ВМРО-ДПМН. Се сложувам. Верувајте. Се сложувам. Комуницирам со членството, се движам низ членството. Ќе направиме Одам по партиски специјална емисија. настави, независно од, да речем, што не ми се допаѓа надворешно политичкиот курс на партијата, меѓутоа надворешно политичкиот курс на партијата не е на темел на волјата на членството. Ќе направиме Волјата на специјална членството емисија. не е така Ќе проамериканска. направиме специјална емисија на таа тема. Чуено тука имаме доста да разговараме, затоа што вие го застапувате ставот на обичното членство, кое не секогаш
не секогаш поклапа со го управува официјалниот наратив на било која партиска елита, дека пак јас потекнам од основачка фамилија на ВМРО и дека ќе имаме доста теми кои што сакаме да ги отвориме, но тоа на некоја наредна прилика. Овој млад политичар од Народна република Кина, заместник премиерот на кинеската влада, исклучи со хибридна алтернатива која е хибрид од овие две униполар и мултиполар, он вели мултимодел свет, каде што е комбинација од сегашниот свет предводен од Соединетите американски држави, кои што Соединетите американски држави ќе морат да споделат својата роља со другите, со Русија, со Индија, со Народна република Кина, или ќе го препуштат тронот на Народна република Кина. И тој мултимодел, хибриден модел е комбинација од трговските и политички воспоставени правила во униполаризмот и мултиполаризмот, односно поправеден глобален свет. Значи не отстапуваме од глобалниот свет, но со поголема, позастапена улога на помалите и поголема правичност. И овие два концепта се во колизија со униполаризмот. Колку и да е овој мултимодел, хибриден модел измеѓу двата, сепак е поблиску до рускиот мултиполарен свет на Владимир Владимирович Путин. Сметам дека американците затоа и односно хегемонот, англосаксонскиот свет, затоа и отвара конфликти, жаришта, прокси војни, каде што стигне, за да не ја изгуби ролјата на суверен владетел, која роља, трон, го доби од 91-а, кога Русија беше во опаѓање. Морално, политичко, економско. Меѓутоа, ако се подсетиме и на вековите наназад, повторно Западна Европа беше таа која што го експлоатираше целиот свет. Знаеме колкава беше Британската империја и каде се протегаше. Значи цела Северна Америка, Индија, Пакистан беа под Југоисточна Азија. Дури делови од Кина, делови од Африка. Знаеме каква беше улогата на Франција во останатиот дел од Африка. Португалија каде се стигна, во Јужна Америка, Шпанија до каде стигна. Значи, Западна Европа не е хегемон од 91-а кога падна Русија. Него вековите и наназад, пред Втората светска војна, беше една раса која што ги експлоатираше останатите раси и кој што го експлоатираше глобалното мнозинство. Еве и денеска гледаме, например, во Западна Европа живеат 500 милиони жители, толку број од прилика Европската Унија, во Америка живеат околу 340 милиони жители, тоа се вкупно 800 милиони жители, а светот има 8 милиарди. Да, тоа е 10%. И светот постојано граби напред, се развива, она што се нарекуваше до сега глобален југ, а сега Путин почна да користи наратив глобалниот југ, глобалниот исток и глобалното мнозинство. Ја мислам дека глобалното мнозинство е најсоодветен наратив, значи овие од прилика 80% од популацијата кои што едноставно му го памтат на западниот бел човек, сето она што западниот бел човек им го направи на останатите народи, вклучително и на Кина, кој го направи Тајван, кој го направи Макао, кој го направи овие сите останати територии, како се вика Хонг Конг и така натака. Значи, стигна до таму и Португалија и Британија да влезат на кинеско тло и тамо да командуваат. И затоа Кина, кога беше околу Хонг Конг, кога истече тој договорот 100 годишен, сега тоа беше негде пред 10 години, рече ако не се повлечете 1999. Вика рамниме тамо, едноставно расте Кина, расте Русија, расте Индија и едноставно сега тие ќе почнат да
тропаат на портите на западот, порти кои што Америка ги повлече, особено од 91 година навака Како суверен владетел. и стигна сега дури до Курска област да едноставно Мора напаѓа. да им се признае дека стратешки и долгорочно размислуваат. И ова е што се случува во Русија е заради ресурсите, заради заокружување на Русија, покорување на Русија, што ни една империјална сила во минатите векови не им успеало. Се обидуваат Соединетите американски држави како вовед во некој идно време за 30 до 50 години после Русија следен таргет е Кина, Народна република Кина. И повторно е за ресурси. Ништо не се променило од сите овие минати векови што вие ги споменавте. Секој се работело за ресурси, за природни богатства, за богатење, за додадена вредност за елитите, не за обичниот свет, не за граѓаните на тоа глобално мнозинство кое е застапувано од Руската федерација и од Народна република Кина. И дојдовме И од Индија, како број еден држава по население. Сериозни држави. Иран со неговата милениумска традиција, Тоа е најстара држава, практично најстара. Египет исто милениумска традиција. Тоа се сериозни држави кои што не се од вчера за денес, кои што имаат традиција поголема далеко поголема од постоењето на Соединетите американски држави. И сега Соединетите американски држави се формирани 1776 година. Да, со декларацијата за независност. И во тоа време бројат 4,5 милиони жители. Значи колку Хрватска беа. А до 91 година САД броеше само 200 милиони жители. Значи од 91 година САД стана магнет за целиот свет. Магнет и суверен на тронот на тој униполарен свет, кој што БРИКС плюс предводени од Руска федерација и Народна република Кина се обидуваат да им кажат доста е, стоп, доста го тероризирате светското глобално мнозинство. Тој нивен отпор доведе да им затропа војната на границите на Русија, на руското предворје, тоа е Украина и Кавказот, но еве гледаме кловнот во неговите државничка улога, си даде за право да направи авантура во Курск како некој баланс на она што беше специјална воена операција. Специјалната воена операција ја таргетираше масата руски граѓани на исток од Украина кои што беа обесправени, а беа по устав заштитени. За разлика од СВО, оваа авантура во Курск е непотребна. Да се вратиме малце на ова последно што кажеме, затоа што избегавме премногу во најшироки геополитички терми, што за дебатава е здраво. Меѓутоа, спомнавте состојбата и позицијата на русите во Украина. Тоа до сега не сме го кажале, па да кажеме. Најпрво ќе кажеме дека постмајдановска Украина, односно прозападната Украина, пронатовската Украина, или Украина од 2014 година па навака, се дрзна да го укине рускиот јазик, да не биде повеќе втор официјален јазик во Украина. И со тоа се оневозможи за сите деца по училиштата во рускојазичните административни области да не можат да учат на мајчин јазик. Тоа е ајде една паралела да направиме со нашава ситуација, како некоја идна наша влада да се дрзне да го укине албанскиот јазик, да не е повеќе втор официјален јазик. И што на тоа ќе речат англосаксонците, што на тоа ќе рече Британија, што на тоа ќе рече Америка, што на тоа ќе рече напредната Западна Европа за човекови права, а што на тоа рекоа истите овие во Украина. Добро, кај нас по устав наведено е група, етничка група која говори одреден јазик, а е при тоа 20% е застапена во територијата на Република Македонија. Видовме што е по устав пишено, видовме сега албанците која го славеа албанското знаме, отидоа во чисто етнички македонски средини да го слават албанското знаме,
поминаа низ центар, отидоа до средноводно и се вратија. Тоа не беше потреба да го слават знамето, туку тоа беше потреба да Говориме провоцираат. за употребата на јазикот. Но ајде да продолжиме за состојбата Така, на русите јасно, во Украина. Значи, Украина, постмајдановска, после 2014 година, со така наречениот процес на коренизација или на украинизација, тргна да брише се што е руско во Украина. Значи, го исприша рускиот јазик. Не им дозволи на рускојазичните административни области да учат на мајчин руски јазик, го воведе насилно украинскиот јазик и во Донецк, и во Луганск, и во Запорожје, и на Крим. Значи, на Крим додуша не успеа, затоа што Крим Русија уште одма им го зема. Имаше анектирано 2014 на референдум. Година и им рече: откажете се од идејата за НАТО, ќе престанеме и ние понатака територијално да пенетрираме кај вас, но тоа е друга тема. И, например, го забрани рускиот јазик, например, на еден фудбалски меч во Донецка област, каде што играат два класично руски фудбалски клубови, на официјалниот разглас не можеше да се збори на руски јазик, него мораше на украински јазик. Тоа е исто како ние овде на два албански клуба, Шкендија Рачиново, Шкендија Тетово, да им забраниме на разгласот да се збори на албански јазик. Не треба да се забрани јавно. Ќе мора да се збори на македонски јазик. Јас сметам дури дека треба во комуникацијата, службената комуникација, да не бидат само македонскиот и албански јазик, туку јазиците, сите јазици на етничките групи. Со тоа само ќе се потврди мултикултурализмот во Македонија, односно мултикултурниот карактер на оваа држава и нема да се форсира ниту една помала или да постави ниту една помала етничка група, иако говориме дека ова е држава формирана одасно држава на македонскиот народ и на сите граѓани на оваа држава, лојални граѓани кои што се дел од некоја етничка група, односно етникум. И велам, зошто бидат само два јазици во употреба? Зошто не бидат сите јазици во употреба? Ама сите јазици се во употреба во тие општини каде што таа етничка заедница е преку 20%. Да, ма, каде ние веќе имаме, ние сме демократија кај што секој може да ни подзаведи во аспект на во пракса имаме употреба на ниво на централно ниво на држава, на македонскиот јазик и на албански јазик. Но да се вратиме на нашата тема. Значи, тоа што се случи во Украина, па да не говориме за 200 руски граѓани беа запалени во Одеса. Не 200, околу 50 беа запалени. Па имаше информација, можеби 200 повредени со тешки изгореници, изгореници, а помал број и на загинати, но 200 повредени со тешки изгореници. Само затоа што сакале да говорат на манифестација во градот Одеса на руски јазик. Тоа говори за фашизација на една цела држава. И тоа беше повод и укинувањето на правата загарантирани по устав, украински устав, беше повод кон Русија да ја направи оваа специјална воена операција и видовме што се случува, да гинат на линијата на фронтот два православни народа. Два братски народа, до вчера еден народ. Од левата и десната страна на реката Днепар. Па добро, реката Днепар... Ако е некоја природна поделба. Реката Днепар е само природна граница, исто како што Босна и Херцеговина е формирана по основ на Сава, на Дрина и на Драва. Да. Меѓутоа, ништо повеќе од речна граница. Тука не завршуваше српскиот ентитет, не почнуваше бошњачкиот, ниту па со Драва завршуваше хрватскиот. Значи, тоа се е измешано. И во Украина Днепар воопшто не е етничка граница. Значи, русите се во Харков, исток и југ на држава. Додека Днепар, од деснава страна на Днепар се Суми, Полтава и Чернигов, а тоа се три административни области, од каде што е земен главниот примерок
од кој што подоцна е формиран украинскиот стандарден јазик, украинскиот литературен јазик, или тоа се некоја своевиден еквивалент на велешко говорно подрачје во Македонија, како што нели македонскиот православен јазик, македонскиот литературен јазик е направен на темел на велешкото говорно подрачје. Меѓутоа го спомнавте 2 мај и настаните во Одеса. Например, тоа беше класичен екзодус на русите во Одеса. Едноставно, откако се случи Мајдан, русите направија своевиден руски еквивалент на Мајдан и тој се нарекуваше Руска пролет или Руска весна. Нели, Мајдан се случи февруар месец 2024 година. 2014 година, после тоа, после февруар месец дојде пролета и затоа русите направија една своја револуција наречена Руска пролет, значи протести, манифестации, за да кажат дека има народ во Украина кој што е против НАТО, затоа што последниот попис во Украина од 2002 година каже дека во Украина живеат 8 милиони и 300 илјади руси и тој последен попис беше направен во услови на деполаризација, каде што се уште многумина граѓани така по дефолт се декларираа за украинци, не знаејќи дека таквата декларација може да доведе до една вакво дереđе што се случува сега. Например, кога ќе заврши војнава, или да може некој сега да ја запре војната и да направи попис, тој процент ќе биде многу повисок, иако сега веќе се случија многу настани, многу руси од остатокот во Украина се преселија доле на југот, таму каде што го освои Русија, или се преселија во Русија, или избегаа на западот на Украина и се случи една катастрофа. Еве, западни извори говорат дека Украина е сега држава со некое резидентно население од 27-8 милиони жители. А пред војната беа 43 милиони. Тоа го кажа последниот официјален попис, одржан во 2002 година, и од 2002 година и Украина не можеше да направи попис од истите причини како и ние што не можевме од 2002 година да направиме попис, а тоа се меѓуетничката проблематика и процентите и колку ќе бидат колку, а особено постмајдановска Украина не можеше да направи попис, затоа што и неќеше да направи попис, затоа што можеше да им избие еден рапидно поголем број на руси од тоа што го очекува. Меѓутоа, за 2 мај и Одеса, да кажеме, значи тоа беа, русите си направија собир во центарот на Одеса за да кажат, исто како албанците овдека што протестираат, за да кажат дека не се за НАТО, за да кажат дека сакаат да си остане Украина во рамките на рускиот свет, со поблиски односи со Русија, да Украина... правото на протест е дозволено. Како на албанците овде, така и на, предпоставам, на русите по нивни битни теми во Украина. И се случи една многу лоша околност тој ден 2 мај, да се случи еден фудбалски надпревар помеѓу два клуба, Црноморец и уште еден клуб. Едниот од тие два клуба беше класично проруски клуб, значи со класично проруски навивачи. И така дојдоа навивачи од цела Украина во Одеса дента, меѓутоа и други украински националисти, значи доаѓаа и од Лавов и од секаде, доаѓаа за да направат контрапротест. И тоа беше протест на мајдановци и антимајдановци во центарот на Одеса, и од причина што власта, а полиција и со тоа и полицијата ја има мајдановците, ја имаше националистичката Украина, значи постмајдановска Украина, полицијата застана на страната на мајдановците, и мајдановците тој ден епилогот беше негде околу 51 жртва и до 200 тешко повредени. Значи од кои негде околу 42 тројца беа руси, а само околу 7 беа од другава страна,
а најголемиот дел од нив загинаа, околу 30 на луѓе, во домот на синдикати во Одеса. Значи, антимајдановциве почнаа да ја губат битката, мајдановците почнаа да ги потиснуваат со камења, со се и се што... И проруските мора да се полечат во домот за култура. Во домот на синдикати. На синдикати. Тоа е каде што мајдановците успеа да го запалат и околу 30 руси живи изгореа во тој дом. И многу имаше тешко повредени, така се стигна до бројка на што повредени, тешко повредени, што загинати тој ден до 200, што е трагичен настан. И беше како некој преломен момент за да вовед во нешто што никој не им помислуваше. Што до ден денеска трае. А никој не им помислуваше, можеби од обичниот народ дека ќе се случи, а се случи веќе 2 години. А тоа е 2 години на СВО и 2 години на СВО каде што русите контролираат 20 до 22% со тенденција после урушувањето на фронтот да се стигне до јануар, до инаугурацијата на Доналд Трамп, до 33 до 35%. Толку рано тоа нема да се случи. Ја не верувам дека тоа може да се случи, тоа се сериозни. Значи, првим треба да дојде Трамп, да ја затвори славината на воената помош и економска помош. Тоа што е во цревото да дотече, еве гледаме но сега. Но дека фронтот им се урушува. Сега пред некој ден последно беше администрацијата на Бајден $700 милиони нова воена помош. И преходната транша од 4,5 милиарди им ја опрости на украинците. И откако се случи 5 ноември и изборот на Трамп, имаше уште една транша на воена помош. И таа броеше многу стотици милиони евра, веќе тоа не се добројува. Колку пакети на помош доби. И Украина веќе не војува со бившото СССР оружје, тоа е потрошено. Високо прецизно западно наоружување и воена техника, и имаме ситуација кога самите украинци тврдат дека ако не стигне помош, дека фронтот ќе продолжи да се урушува. Да не влегуваме во вишест тврди и тоа да знае. Пропаганда дали ќе бидат 33 до 35% до јануар или после јануар, фактот дека фронтот им се урушува и дека секојдневно губи територија. Немојте да очекувате епилог на војната до средина на 2025 година. Значи, Трамп е одлична работа што дојде на власт во Америка, и секој еден што е песимист и скептик околу Трамп го уверувам дека ќе има промени, затоа што Трамп сите овие 3 години, скоро 3 години додека трае војната, цело време со неговиот наратив беше во насока дека Америка не треба воено да ја помага Украина и дека треба да се најде мирно решение за оваа војна. Трамп некако како да не е за пролевање на оваа славјанска крв, ама пазите на конзервативно неокон крило на Пентагон. Бизнисмен во секој случај, ама и човек што има 3 жени, од кои првата е жена со словенско потекло, Иванка Трамп. Тоа нема да влие на и третата е со словенско потекло од Словенија. Верувате, тоа нема да првата е родена во Чешка република и емигрира во САД, Иванка Трамп. А заборев како и беше презимето на Иванка, класично словенско презиме. А третава жена е од Словенија, родена во Словенија. Тоа нема да исто така го заборев градот, како се викаше. Дали е на политиката на новата администрација. Добро, ама чим Трамп од 3 жени 2 му се словенки, не е Трамп словенофоб. Значи, можеме да кажеме дека на некој начин го боли и ова проливање на крв помеѓу украинците и русите. Тој веќе најави дека ќе работи на нов план со новата администрација на замрзнување на конфликтот, што не е најдено одобрување кај русите во контекст на овие воени конфликтни точки надолж на фронтот од 1000 километри должина. И кога сме 1200, колку цела бивша Југославија. Кога сме кај овие конфликтни точки, во продолжетокот од емисијата нашиот соговорник ќе ни сподели информации како се одвива оваа, ние начнавме проблематиката зошто дојде
што беше увертирана и причините за оваа специјална војна операција која што нарекуваат русите, но ќе сподели нашиот соговорник и конкретни факти и бројки што се конкретно се случува сега на подложна оваа линија на фронтот. Драги гледачи, по кратка пауза се враќаме назад во студио. Драги гледачи, добродојавте назад. Уште една тема за вечерашната емисија, а тоа е дали е ова регионална војна или прерасна во глобална војна. Но пред да почнеме дискусијата по оваа тема, да го замолам нашиот соговорник, кој што исклучително добро познава тематиката на специјалната војната операција, специјалната војна операција, докаде е прогресот на руските оружени сили, што вели, што велат информациите, каква е ситуацијата на теренот дош линијата на фронтот, 1200 километри е долга оваа фронтална линија. Ивановски. Па, како што рековме и на почетокот на емисијава, месец ноември беше катастрофален месец за украинската одбрана. Сигурно во последниве, па би рекол 2 години, најлош месец и по број на загинати војници, и по број на загубена техника, и по број на изгубени територии. Не само што во тек на ноември месец, да речеме генерално откако ја направија таа авантура во Курск, откако ја направија таа стратешка грешка, многу места им падна, а тоа значи укреп реони, значи утврдени позиции кои што сега повеќе ги немаат. Меѓутоа се уште имаат Донецка област, се уште ги имаат оние спремани фортификации кои што ги спремаа од 2014 година и се уште имаат кај да отстапуваат и каде да се бранат. И кога ќе заврши Донецка област, потоа се отвара степа тамо према Днепропетровск или вамо према Гулја и поле во Запорошка област, и тамо е во степа е многу потешко да се браниш, затоа што во Украина Донбас е малку брдовит и вамо во Карпатскиот регион во Галиција, а сето останато тоа е источноевропска равница. Украина е ранна земја, Украина е златна земја, 23,5 пати по територија поголема од Македонија. Додека па Русија е дури 666 пати по територија во Македонија и сега во изминативе 3 години во Украина освои само територија околу 5 Македонија. Имаме 670 пати поголема држава која војува против 23 пати поголема држава од Македонија. Ова е, например, во насока како кажав, дека Русија не војува за територија. Русија има огромна територија на која што не знае што да и прави и само 0,1% од природниот ресурс го експлоатира. Тоа е огромна држава. Имаат огромен ресурс. Русија не војува сега за природен ресурс. Точно е тоа дека е Донбас богат со природни ресурси. Меѓутоа Русија има територија, например, една Аљаска, која што во времето на царска Русија беше руска, да. Таа е 50 пати поголема по територија од Македонија и Русија лесно отстапи од неа. Значи, на Русија не и требаат територии, меѓутоа на Русија и треба малце да ја воспита Украина затоа што сакаше да стане антирусија заради тоа што Русија беше увредена од украинците, затоа што сакаат да станат НАТО, сакаат да станат американски и ги понижија и погазија правата на етничките руси кои што живеат низ вековите до ден денешен на територијата на она што беше источна Украина, односно Донецк и Луганск, па и Херсон и Запорожје. Да не говорам, има и руси во Одеса, Харков вие класично рускојазичен град, иако Харков не го чепкаат поради политиката на Путин да не се кршат големи градови. И прв и последен... Иако е најблиску до границата до границата со Руска федерација. И единствен голем град кој што Русија го искрши беше градот Мариупол, а тоа беше поради самата местоположба на градот Мариупол. Едноставно сметаш што ги правеа азовците. Не само поради тоа, него Русија мораше да го врзе
крајбрежјето на Азовското море, значи мораше да го врзе Донбас со Херсон и Запорожје, односно со Крим, мораше да ја направи оваа логична територијална целина, која што е сега. Не можеше да Мариупол искача на Азовско море. Не смееше да остави пукнатина. Не можеше да ги испаѓа Луганск, Донецк, па Мариупол го држат украинците, па вамо Запорожје и Херсон. Воено тактички не е одржливо. И затоа рече Путин кажа, вика, не можеме ни од Харков да правиме втор Сталинград. Не можат од Запорожје да прават втор Сталинград. Не можат од Херсон да прават втор Сталинград. Значи, она што мораше во Мариупол и останато во Донецка област, тоа се мали градчиња. Еве градот Селидово, кој што падна негде тамо на почеток на ноември месец, брои само 25.000 жители. Това е битна стратешка точка. Градот Бахмут, кој што толку време се војуваше, беше само 60.000 добри жители. Цврсти воени упоришта, кои што го спречува напредувањето на руската војска, и тие беа битни на патот кон закружување на таа целина Донбас и беа битни во мощното освојување или ослободување. Така да ова што се случува после 2 години, русите контролираат 22% на фронтот, конкретно сега. Битно е дека напреднаа во Донецка област, околу 70% ја контролираат Донецка област. Покрај овие места што паднаа од 6 август па навака, а особено во месец ноември, сега се пред пат и Часов Јар, и Курахово, и Торецк, и така, и прашање на време кога Украина ќе ги додржи, меѓутоа како Путин што каже уште на почетокот на специјалната воена операција, кога го праша колку оваа војна ќе трае, тој рече оваа војна ќе трае онолку колку што е потребно да трае. Едноставно времето е на страната на Русија. Русија е далеку поголема држава и по број на жители. Значи Русија е 147 милиони жители, има уште околу 35 милиони руси во околните и соседните земји на Русија, кои што еден дел од нив се сега доброволци, кои што се борат на руска страна. Во Украина исто така има и поединци од западниот свет и од Јужна Америка, кои што како доброволци се борат на руска страна. Значи далеку појака и економска сила и по однос на природниот ресурс. Значи за Русија не се проблеми воените, муницијата, бојоприпас што го викаат, ракетите, бомбите, останатото вооружување. Секупно наоружувањето што или производството на воено оружје и техника во Руската Федерација е 6 пати поголемо од сето НАТО земјите членки оружување што они можат да го испорачаат во даден момент на Украина. И тој дава стратешка предност во војната на Руската Федерација. И тоа е затоа падна и Бахмут, затоа паѓаат и другиве градови. Едноставно Украина од позиција на одбрана, од позиција на добро вкопана, добро фортифицирана, пред нив минирано, го држи противникот на дистанца со јак артилериски оган. Меѓутоа, како што снемуваат артилерија, како што снемуваат ракети, како што снемуваат севкупна муниција, така противникот почнува да се доближува и затоа небадијала оваа војна е кажано дека е војна на исцрпување. Значи се исцрпуваат двата система. Спомнавте дали е регионална или глобална војна. Па во секој случај е глобална војна, светска војна која што се води на прокси ниво, каде што се исцрпуваат двата система, источниот и западниот систем. И се троши старото оружје, се тестира новото оружје и се оние воени лобија имаат многу работа. Апсолутно се слагам. Па знаете, во војната индустрија се вели секоја една првокласна воена сила мора нужно на секои 15 години
да ја апдейтува нивната воена техника. техника. Така. А што ќе му правиш на старото? Ќе го искористиш. Или треба да го како прокси војна. расходуваш, што е и тоа скап процес, Точно. да го уништуваш, или го конзервираш и го чуваш како стратешка Или го резерва. потrebаш во прокси војни. А тоа конзервирање го правеа и русите и украинците и сега го деконзервираат, или го продаваш по сиромашни држави кои што имаат поназадна техника, или по 4, како што рековте вие, Прокси војни. го користиш по прокси војни и така остваруваш свој геополитички и геостратешки интерес. И ова што се случува сега по линијата на фронтот, тоа иако западните медиуми не пренесуваат многу, а особено не пренесуваат нашиве овдешни медиуми, тоа по линија на фронтот се одвива страшна војна. Значи се троши енормно многу муниција од двете страни, а со тоа и се троши и жива сила. И тоа е малце, да речам, затоа што е фер војната, не е како оваа војна што ја води Израел во појасот Газа и во западниот брег и во Либан, значи против цивили. Овде е во Украина линијата на фронтот е исчистена од цивили и војната е многу чиста. Добро, Хамас и Хезболах никако не може да се наречат цивили, они ги користат своите сограѓани како цивилен штит. Ама појасот Газа е премал, 360 квадратни појасот километри, Газа е- една петина од Скопска котлина. 2 милиона и 300 илјади жители. 45.000 загинати, најголем дел се цивили, жени, деца, старци во Газа, тука се сложува. На линија на фронтот, 1200 км споменавме должина на фронтот. Се истрпуваат двата системи. Русија, тоа што има транспарентни договори за воено-техничка соработка со Северна Кореја, со Иран, тоа не завршува на тоа. Русија си има договор таен и со Кина, и со Јужна Африканската република, и од многу други држави. Русија го стобира старото оружје, кое што е веќе подбајатосано, за да се користи сега во даден момент, за да и овие држави да можат да си се подновуваат со нова опрема, затоа што исто и ние како граѓани треба од време на време да купуваме нови телефони, нови телевизори, нови компјутери, пошто старово застарува. Може да очекуваме во наредниот период, без да навлегуваме конкретно во датуми како рокови за територијално проширување на едната или на другата страна, конкретно русите се во офанзива, можеме да очекуваме руски поход кон Славјанск и Краматорск, за окружување на таа целина Донецк и Луганск, односно Донбас, со едно име, проширување на војните таргети цели кон Херсон и Запорожје, а истовремено сите оние западни аналитичари говорат за 12.000 војници на Севернокорејската армија да бидат насочени кон ослободување на Курск, односно чистење од натрапникот, а тоа се оружјените сили на Украина кои што влегува во оваа воена авантура во Курск. Можеме ли такво нешто очекуваме? Ги спомнавте Краматорск и Славјанск, тоа се поголеми веќе градови. поголеми градови. И сериозни фортификации. Едниот е 120.000, другиот е 150.000. Значи, досегашната линија на фронтот во Донецка област некако е компромисно направена помеѓу двете страни, да се одвива во помали населени места, да не се прави голем зијан, да не се кршат големи градови, затоа што сепак град од 150.000 жители е голем град, тоа треба да се обновува, како што требаше да се обновува и се обнови Мариупол, и русите скоро во целост го обновија Мариупол и Артемовск. И веднаш после освојувањето на Мариупол, веднаш почнаа со изградба на огромни стамбени комплекси кај што работеа најмалку 10.000 градежни работници само од Русија. Истото и со Артемовск или покраински Бахмут, исто се работи на оваа обнова. Јас не би сакал да видам
улични борби во Краматорски Славјанск, а тоа е практично последната линија на одбрана во Донјецка област. Тоа е патен правец, регионален пат, Константиновка, Друшковска, Краматорск, Славјанск. Значи, тоа е последната линија на одбрана. Украина веќе изгуби до сега две линии на одбрана со Маринка, со сите овие град што беше над Донјецк. Артемовски исто. Тоа се линии на првата и втората линија на фортификација. И знаете како што вели мојот пријател генерал Митар Ковач од Србија, значи поентата на Русија е да на линијава на фронтот ја исцрпува Украина на воен, на економски, на секаков план, на план на муниција, значи да го уништува оној најмотивиран дел од украинската војна, оние националисти, оние фашисти од времето на револуцијата Мајдан, оние гласачи на десниот сектор во Украина кои што стигнаа до тамо негде неколку милиони гласови освои тој десен сектор. Така некако беше тоа, во проценти беше околу 1-2%, ама на 43 милиони жители колку е 1-2%? Значи, класично десниот сектор е политичко движење составено од 6 помали политички партии и движења, тоталка фашистички. Значи со отворени бандеровци, наследници. Да. И крвно и идеолошки со она што беше Бандера. И Русија сега токму нив ги уништува по линијата на фронтот. Најмотивираниот дел. И како што вели Митер Ковач, ако ти по линија на фронтот ја уништиш нивниот најмотивиран дел од вооружените сили, ако ја исцрпиш нивниот воен потенцијал, ако ги исцрпуваш вака на енергетски план, како што Русија ги исцрпува веќе 3 години, еднаш месечно систематички, но удира по украинскиот структура на енергетскиот систем. И летово нема струја, камоли зимава, а зимава ја гледаме некако иде прилично ладна, а изминативе 2 зими не беа баш ладни, и затоа и Русија и Украина обстои, а и затоа што имаше и помош од Западна Европа, а и Западна Европа не виде јака зима и затоа можеше да обстои и без рускиот газ. И ја повеќе се надевам дека Путин едноставно полекано сигурно ја гуши Украина овде по линијата на фронтот, и кога ќе се уруши фронтот, Украина самата таа ќе побара преговори и на зелена маса ќе се договорат и новите граници на разграничување помеѓу Русија и Украина, меѓутоа и новите граници на истокот и западот. Не забравяме, они има и отворена понуда и преговараа во март 2022 на самиот почеток на војната, и тогаш со еден телефонски повик од тогашниот премиер на Британија, Борис Џонсон, му се даде до знаење на Зеленски дека војната мора да продолжи. Не сум убеден дека наредбодавачите на властите во Киев дека ќе им дозволат, но за доброто на два православни народа и сето ова што се случува, и словенски и кирилични народи, дека ќе дојде до некаков исчекор во насока на некои идни преговори, барем во периодот што следи, а тој е периодот на после инаугурацијата на старановиот председател на Соединените американски држави, кој што многу народи имаат големи очекувања од неговиот мандат, но далеку е, 20 јануари далеку. Значи имаме ситуација, Јужна Кореја донира оружје или продава оружје на Украина, на режимот во Киев. Тоа е високо прецизно западно оружје и не се либи да го каже тоа, а од друга страна имаме онаа соработка, односно билатерален договор помеѓу Руската Федерација и Северна Кореја за соработка со која што ако едната држава е нападната или соодветно и другата држава од трети сили, ќе се развива таа воена помош помеѓу
двете држави, значи Руска Федерација и Северна Кореја. Значи имаме ситуација дека оваа регионална војна со сите оние платеници, инструктори од НАТО земјите, оператори од НАТО земјите кои што оперираат со системите кои што се донирани од НАТО земјите во Украина. Се тоа ни говори дека имаме глобална војна која што е се само не е регионална. Глобална војна која што се одвива на регионално ниво. Ама ги има сите, по дефиниција ги има сите основи да се нарече глобална војна. Затоа што се е вмешан целиот свет. На Украина војно и економски ја помага целиот политички запад, додека Русија е помогната економски и војно скоро од целиот БРИКС формат, па и БРИКС плюс. Да сумираме, господин Ивановски, што вие очекувате, како оваа ситуација ќе се развива, што е заклучок на оваа емисија? Тоа прашање мене би го поставија во една друга подкаст емисија на самиот почеток на војната. И од тогаш па до ден денеска мојата прогноза за војната е истата. Значи не е прашање кој ќе биде победник, а кој ќе биде губитник во оваа војна. Прашање е само победник ќе биде Русија, а губитник ќе биде Украина. Прашање е само колку голем губитник ќе биде Украина, која е цената на човечки животи, и колку голем победник ќе биде Русија. Еве гледаме дека Русија до сега освои околу 20% на Украина, како што стојат работите и руските амбиции и реалните состојбе на теренот од аспект на тоа каде живеат руси или проруси или рускојазично население. Русија најверојатно ќе припои уште 20% или целиот оној регион од Харков па до Одеса, меѓутоа не со војни дејства, не доаѓа во предвид да се руши Харков, Одеса, Запорожје, Херсон, тоа се големи градови, туку војната ќе се одвива вака по линијата на фронтот, каде што двете страни, како што реков преска, ќе се исцрпуваат на воен, на економски, на секаков план, на човечки план, и се тоа ќе резултира со едни преговори каде што ќе се исцртаат новите граници и помеѓу Русија и Украина и помеѓу истокот и запад. Политиката на председателот чиј мандат истече, Зеленски, доведе до тоа да Украина изгуби повеќе од третина од својата територија. Па така, и Зеленски испадна како она што се нарекува корисна будала, некако како и да им одговараше на русите, а и самиот Зеленски малце по примерот на Заев така ја доби таа огромна поддршка на последните председателски избори, преку 70% од гласачите ги доби Зеленски во однос на против кандидатот, затоа што Зеленски беше... Да не забораваме дека господинот Заев, бившиот премиер, изборите во 2016 ги изгуби, имаше само 49 пратеници, па сепак на воодушевен начин направи влада. Зеленски имаше многу голема... Знаете зошто? Затоа што Зеленски... својата популација. Затоа што Зеленски го освои рускојазичното население во Украина и ги освои и русите во Украина во вториот круг. Тој беше добриот, а не беше класично прозападниот. Он е од Криви Рог, а Криви Рог е во делот што гравитира кон источна... Во Днепропетровска административна област. Далеко е од Лвов и од Галиција и од Карпатија. Зеленски, откако почна да се бави со политика, одеше во школо за странски јазици да го учи украинскиот јазик. Значи, Зеленски од класично рускојазично семејство потекнува, сите филмови што ги сними му се на руски јазик, сите музички спотови му се на руски јазик, се додека пробиваше како шоумен говореше на руски јазик, не говореше на украински јазик. Подоцна го научи украинскиот јазик затоа што му требаше за во политиката и во изборната кампања велеше, исто како Заев,
малце и така и вака. И ќе го смениме името, Тоа е и не тоа е го менуваме името. И ќе направиме ова, и нема да направиме ова. И така и Зеленски велеше, ќе отидам, ќе клекнам пред Путин и ќе се договориме со Путин, а при тоа и на овие што сакаат да го слушнат НАТО наративот и ЕУ наративот, и нив им викаше, и ќе влеземе во ЕУ и НАТО, а на русиве им викаше, ќе одам ќе се договорам со Путин. Значи неспоивото го вети. И затоа го прегази против кандидатов кој што класично и фрагрантно велеше ние сме за ЕУ и за НАТО, не сме за Русија, дури и по цена со војна со Русија. Тој проби на наративот дека нема да има војна, дека ќе се договориме, ќе биде човек на мирот. Дека човек на мирот, меѓутоа подоцна како го курсира како ја курсира државата, покажа дека не е, а и Русија 2018 година ја направи оваа програма на хиперзвучна ракетна техника, која што е практично геостратешко оружје за порезување на стратешкиот непријател, и токму тоа им го дозволи на русите да се впуштат во една ваква авантура, без сарматот, без авангардот, без кинџалот, без целото тоа хиперзвучно оружје кој што до ден денеска го развиваат забрзано, особено од како почна војнава, затоа што во услови на војна едноставно гориш и си принуден повеќе да работиш. И руската економија, руската индустрија далеку повеќе работат сега, и сите овие проекции на Меѓународен монетарен фонд, на Светска банка, што викаат дека расте руската индустрија, руската економија, тоа се апсолутно точни. И расте и руската ракетна техника. Видовме најново со ракетата Орешник, која што лета само 10 маха. Не е како Сарматот. Сарматот е на кај 20 махови. Орешник има друга стратешка предност, тоа што по моќта на девастација, на уништување, ги надминува дури оние атомски бомби фрлени врз Хирошима и Нагасаки. Неколкократно деструктивното дејство е неколкократно поголема во однос на речеме на атомските бомби, а сепак нема таа опасност. Тоа е поради кинетичката енергија. Така, но ја нема таа опасност, не ја носи со својата девастација, не ја носи опасноста што ја носи нуклеарното оружје. Добро, но и Орешникот Орешникот е тактичко конвенционално оружје. Тоа се интерконтинентални балистички ракети. Само ракета. Да. А какво ќе биде полнењето? Дали ќе ставиш ти конвенционална боева глава или ќе ставиш нуклеарна боева глава, тоа е прашање на избор. Орешникот може да има и нуклеарни. Изборот не тангира сите нас. Орешникот може да носи и нуклеарни боеви глави, не само конвенционални. Но тоа што сега нападна во Јушмаш, носеше обични од оние што се нарекуваат Јужмаш е воен комбинат. Тоа е во превод Јужно-машински завод. Така. Значи воено-промишлен комплекс. Еден од носителите на воено-индустријската моќ што имаше и во Советски сојуз и во денешно време Украина, не случајно избрана таа мета. Подземно фортифицирано оној руски бетон армиран, кој што Орешникот го порази и го стопи. Господин Јовановски, ви благодарам за учеството и се надам дека нашите гледачи имаа можност од прва рака да се информираат за сето она што се случува на фронтот, зошто дојде до оваа специјална воена операција, со авантурата на оружјените сили на Украина во руските погранични области, Курск, но и до негде и Белгород и Бријанск, и до следната емисија. Останете ми во добро здравје.